Благодарам, председателе, поштувани пратеници. Голем број народи и во Европа и во светот секогаш имале значени предизвици за своето постоење. За жал, Република Македонија со таков предизвик се соочува од формирањето на грчката држава во 1821 година, но особено во овие повеќе од 22 години независност по прогласувањето на независноста во 1991 година. Предизвикот е јасен, целта на Грција е јасна, некогаш повеќе јавно кажана, некогаш помалку јавно кажана, но секогаш намерите се исти, а тоа е обезличување на оваа држава или во можеби најдобра форма за Грција и нејзино непостоење. И дотука можат и да се разберат одредени активности, без разлика колку се тие пријателски или неко на оваа држава, имајќи предвид дека се работи за држава која што не и мисли добро на Република Македонија. Кога на тие активности ќе се додаде действување на активни македонски политичари на иста линија или во поддршка на таа линија, тогаш се поставуваат огромни прашања за нацијата и огромни прашања за тоа како функционираат тие политичари. Без разлика што Либералната партија од 123 пратеници има само еден пратеник, значи е незначен политички субјект, и тој пратеник го доби како дел од Сдруженијата опозиција, веројатно додеше сама, немаше да има ни еден пратеник. И еве ги поканувам на следните избори кога и да се да одат и да проверат колку имаат поддршка помеѓу граѓаните. И се надевам дека тоа ќе имаме една посредна околност во ова собрание, да немаме вакви предлози, заради тоа што ќе нема пратеник од таа партија. Но за несреќа имаме тука и предлага вакви законски решенија какви што предлага. Овие законски решенија се континуитет на политиката на Либералната партија и на незиниот основач и прв председател Стојан Андов, кој што и во колумни кои што ги пишува овие денови и во изјави кои што ги кажува, раскажува за негови средби со Мицотакис, последно во Давос и така натака, и јавно си кажува како се тргувало со интересите национални на Република Македонија. Финале во овој процес, кој што господинот Андов и јавно го поддржа со негова колумна во неделникот Фокус, е овој закон. Тој дури изрази и неверување и зачудување зашто ние останатите не го прифаќаме овој закон. Во превод изрази неверување и зачудување зашто 123 пратеници овдека заедно не сакаме да ја предадеме Република Македонија и националните интереси на македонците. Затоа сметам дека ова е најлош закон предложен во историјата на овој парламентот како е Македонија независна и представува силна навреда за македонците и за чувствата кои што ги имаат македонците како своја национална припадност, а верувам дека непријатно се чувствуваат и деловите од народи кои што живеат во Република Македонија, заради тоа што верувам дека на никого му не му е пријатно кога се навредува некој друг народ со кој што заеднички живее. Овој закон е еден таков предлог за жал. Законот представува навреда исто така и кон македонците кои што живеат во диаспората. Македонците во Америка и во Канада, македонците во Европа, македонците во Австралија. Представува силна навреда и газење на гробовите на жртвите од грчката граѓанска војна од 45-та до 49-та година, како и силна навреда на стотиците илјади бегалци од таа граѓанска војна, како и на оние кои што бегале помеѓу двете светски војни и оние кои што бегале после Првата Балканска војна, токму под наездата на грчките андарти. Јасно е дека Грција води нерационален спор со Република Македонија. Но тој спор постои и тој спор го отежнува функционирањето на оваа држава. Почнувајќи од економските ембарга, кои што директно уништија дел од македонската економија, продолжувајќи преку, јас би рекол, 22 годишна блокада на Македонија. Тоа што ние често ненамерно правиме грешка и велиме Македонија петти пат со ред нема да добие датум за почеток на преговорите. Не. Македонија во 2005 година стана земја кандидат за членство во Европската унија, но не доби датум. Прв пат таа работа се случи. Значи, ова ќе биде 8 година. Понатака, Македонија реално заслужуваше да биде дел од така наречената Агенда 2000, во која што влегоа поголем дел од источноевропските земји, вклучително и Словенија, а нели само Македонија и Словенија ги исполнуваа условите за независност, но тоа не се случи. Што мислите зошто? Токму заради грчката блокада. Бугарија и Романија влегоа во Европската унија во 2004 година, Македонија не влезе, токму заради грчката блокада. Членови на НАТО станаа сите околни земји. Македонија не стана член на НАТО, иако имаше покана во 2008 година.
а реално ја заслужуваше кога Бугарија и Словенија влегоа во НАТО, но не стана член на НАТО заради тоа што Грција стави отворено и јасно вето. Откако еднаш го одложи членството на Македонија во НАТО, заедно со Бугарија и со Словенија, измислувајќи нови критериуми само за Република Македонија, кога Република Македонија успеа да ги исполни и тие критериуми во 2008 година и кога работата беше извадена на чисто, веќе немаше Грција каде да оди и постави вето на македонското членство. Она што е најтрагично за ова што се случува е дека ваков предлог доаѓа од македонски пратеник. Тоа што е најтрагично е дека македонец, пратеник, избран од граѓаните на Република Македонија, доаѓа и предлага вакво законско решение, кое што, да бидам искрен, во мене создава и личен немир, и затоа реков на Комисијата за политички системи, ќе го повторам тоа, дека тоа господина Величковски ве става во редот на најголеми предавници на овој народ. Секој народ има своји предавници, и историски и модерни, вас, за жал, ве става во редот на најголеми предавници на македонскиот народ, како што знаеле да се продадат на грчките андарти дел од македонските војводи, начело со еден Коте Христоф од Руѓа, на кого што грците сега му градат споменици во Егејска Македонија. Очигледно и вие, и вашиот ментор, и поранешен лидер го правите истото. Мотивите можете да ги разбирате само вие, но историјата ќе ве суди и ќе ве стави на темната страна од таа историја, а македонскиот народ, мислам дека веќе ве осуди. Она што е најзначајно и што вие не можете да го разберете, тоа не може да го разбере ни Грција, можеби, ама вие сигурно, заради тоа што тие водат политика, а вие овдека служите на нивните интереси, е дека никој не може да ги победи чувствата на секој индивидуа и секој човек. Вие можете да намитнете што сакате, на кого сакате, но тоа нема да ги победи чувствата. Овој народ со векови немал слобода, ама ги задржал своите чувства. Постојан народи во моментов и во Европа и во светот кои што немаат своји независни држави, но ги имаат своите чувства. Така што она што не може да се повреди е токму внатрешното чувство на секој човек. Како што ни децениите пропаганда и најрепресивни мерки во Грција не можат да ги победат чувствата на македонците кои што живеат во северниот дел на Грција, нити истото може да го направат со македонците кои што живеат во планинскиот дел на Македонија, односно во западна Бугарија. Тоа не може да се промени, тоа се чувства кои што се внатрешни, кои што се пренесуваат од дедо на внук и тоа ќе продолжи да биде така. За жал постојат и како вас во едно сериозно значајно малцинство, кои што се спремни да поигруваат со чувствата, кои што заради личен интерес и ќар можат да го прават ова што го прават, нека вие со среќа, ние не сме дел од таа приказна. Благодарам.